رب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور رمضان. Пренесува имам Ахмед во негов муснед под број 15662 во веродостоен хадис на пејгамбер алейхи салату вассалам, дека пејгамбер салаллаху алейхи вассалам од Ибн Аби Салам маула Расулиллах салаллаху алейхи вассалам قال رسول الله صلى الله عليه وسلم пејгамбер салаллаху алейхи вассалам рекол: بخن بخن ما أثقلهن في الميزان. Blaze, blaze. Пет работи колку се тешки на вага на судниот ден. Ние, како Ахлу Сунна вал Џамаа, како муслиман, мора да веруваш во судниот ден. И секој оној кој не е убеден во судниот ден, не е убеден во ахирет, неговиот ибадет, неговиот намаз и сите други ибадети нема да му бидат примени. Бидејќи се што правиме на дуња ќе излезе на ахирет, на судниот ден. И затоа постои џеннет и постои џехеннем. Од верување во гајбот, во невидливиот свет, од верување дека после смрт ќе се случи верување дека во гроб ќе има испрашување, дека ќе има мерење на дела, ќе има вага, ќе има мост, ќе има делење на книги од страна на Аллах. Секој што правил во живот да ја зема својата книга во раце. И на крајот постои џеннет, постои џехеннем. Ако погледнеме во Куран, Аллах вели: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. И кому вагата на добри дела ќе превагне, тој ќе биде од спасените. Значи, вага ќе се стави на судниот ден. Не дека Аллах има потреба за вага, Аллах нема потреба за вага, меѓутоа, за да излезе правдата на виделина на судниот ден. Па кому вагата на добри дела ќе му превагне, тој ќе биде од спасените. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. А оние чија вага ќе биде лесна и злото ќе претежне и ќе превагне, тие пропаднале самите себе си, се уништиле себе си. Во хадис сахих, пејгамбер алейхи салату вассалам секогаш пред да легне, пејгамбер алейхи салам пред да легне правил дова. Ние, за жал, денеска луѓето се далеко од динот, од верата. Посебно младината легнува со TikTok, легнува со Instagram, со Facebook, не легнува со дови, како што бара пејгамбер алейхи салам, како што бара Аллах азza ва џелле. Кога човек сака да легне, да направи како што правил пејгамбер алейхи салам. إذا أخذت مضجعك فكل. Пејгамбер сам често пати велел, кога ќе одиш да легнеш во кревет, проучи ајетул курси. Кога ќе одиш да легнеш, проучи 2 ајети од последниот суре Бекаре. Кога ќе одиш да легнеш, речи Аллахуме кини азабек јауме тебаф ибадек. Кога ќе одиш да легнеш, спој ги раце, проучи 3 пати кул валлаху фелек нас, дувни во рацете и помини со тие раце целото тело. Тоа било пракса на пејгамбер.
Човек легнува со TikTok, легнува со страшни филмови, легнува со разни сцени и после цела ноќ му се врти во глава тие сцени. Пегамбер алейхи кога одишел да легне, Аллаху минни вадаат джамби. О Аллах, јас легнувам како што ти ми си наредил. Аллаху макфирли замби. Аллах прости ми го гревот. Вахса шејтани. Аллах одалечи го шејтан од мене. Пред да легне. И потоа вели васакил мизани. И Аллах направи да биде мојата вага на судниот ден тешка. Значи тешка со добри дела. И сега оваа вага на судни ден, таа е праведна вага. И све ќе се мери. Некој пат имаш голем намаз кој ќе се стави на вага, не тежи ништо. Зошто? Пошто не си бил со ум тука. Значи, за да биде тешко делото кај Аллах, треба да има тежок ниет. Човек може да поде некој пат 10 денари, со чист ниет е повредно од милион. А како може? Може. Пошто кај Аллах за оđele се гледа колку си искрен ти. И се вели пегамбер алейхи салату васелам, бахин маthqalahunna fil mizan. 5 работи блазе колку се тешки на вагата на судниот ден. Што да отежнеш вагата на судниот ден. Кога ќе дојдеш пред Аллах, кога се става твоите добри и лоши дела, вагата ти отежне на добро. А штом ти отежне на добро, значи ти си спасен. Одиш во џеннет иншаллах. Кои работи отежнуваат вага на судни ден? Вели пегамбер само хадис кој го бележи Ахмед, хадис сахих. Ла илаха иллаллах. Многу изговарање ла илаха иллаллах. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله 4 راوتي لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله и пето што ќе биде тешко на вага и блазен на оној кој ќе го има оваа работа. Може би на дуња е тешко, на дуња боли, ама кај Аллах многу вредно. وَالْوَلَدُ الصَّالِحِ يُتَوَفَّى لِلْمَرْءِ فَيَحْتَسِبُهُ وَالِدُهُ. Вели пегамбер селем, и тешко што ќе биде на вага на судниот ден е смрт на дете на човек, кој ќе му умре на човек, му умре дете мало. И тој прави сабур, се стрпи на Аллахова одредба и волја и смета на судниот ден Аллах ќе го награди за теа. Затоа ќе добие награда кај Аллах. Ако јахтасибуху, не оној кој ќе рече зошто Аллах мене ми го зеде. Тој го губиш и детето, а плюс ја губиш и награда на судни ден. Значи, а што ти не можеш да вратиш никој. Може некој да врати умрен. Или она што Аллах го запишал, може некој да го смени? Не може никој да смени. И се вели пегамбер селем, وَالْوَلَدُ الصَّالِحِ يُتَوَفَّى لِلْمَرْءِ فَيَحْتَسِبُهُ. И на човек му умре дете. Тоа е искушение големо. Тоа е плод на срце на човек. Меѓутоа, тој што е муслиман и тој што е верник, فَيَحْتَسِبُهُ. Тој седи смирен, прави сабур, очекува награда од Аллах веќе. Овие 5 работи блазен оној кој ќе ги има. Блазен. Што е се повредно? Устава. Да ангажираш во ла илаха илlallah, во субханаллах, во алхамдулилlah акбар, или оној филм вака, оној така, тој прави така, тој вака. Значи, мешање во туѓи животи. Тоа е најопасна болест денеска. Најопасно нешто. И цела улема вели, нема потешко нешто на судниот ден од гибет. Човек кланял намаз, постел, хадж, умра, садака, зека, доброчинство кон родители, кога ќе дојде на судни ден, сите овие дела ќе му ги даде на оној за кој си зборувал. За оној кој го си сакал да го отцрниш, за оној кој си зборувал, кој не е присутен, за оној кој си сакал да го деградираш, да му намалиш негова вредност. А денеска тоа е софра, тоа е храна во сите меѓлиси, храна во сите кафани, храна во сите места.
човек не зборува за свој проблем. Човек не зборува за добро, туку само гледа кој, каде, како, што. Не гледа свој хал. Оговора, озборува, шпионира, кодоши и тогаш џумава твоја му даваш на тој што најпоче го мразиш. Џумава твоја, Рамазано што си држи цел Рамазан, на судни ден му даваш на тој. Зошто? Тој ќе ти бара хак да ми платиш. А ти немаш тогаш. На ахирет нема евра. Евра сега се измисли 2000 година. Нема франки, нема долари. Што ќе бара тој на судниот ден? Ќе рече Аллах да ги зема моите гревови. Или да ми дадеш неговите добри дела. И ти со добри дела што правиш сега на дуња, ќе го платиш на тој за кого зборуваш, а тој не е присутен, а немаш никогаш право. Овие се 5 работи тешки на вага на судниот ден. И потоа вели бахин лихамсин. После ли бахин и ще 5 работи се тешки. Блазен на тој мен леки Аллаха мустайкинен бихинне дахал алџенне. Блазен на оној кој ќе ги има овие 5 работи и биде убеден во нив. Блазен нему на судниот ден. Ама да биде убеден во тие работи. Прво, јумин билла, да веруваш во Аллах. Прво што ќе те спаси на судни ден, да веруваш во Аллах. Ама како? Мустайкинен, да веруваш цврсто убеден. Не со колебање, а може, а постои Аллах, ако се вратил, не. Мустайкинен, убеден, дека Аллах мене ме создал. Аллах е мој господар, на Аллах ќе му робувам. Второ, вели, валјомил ахир, да веруваш цврсто во судниот ден, во последниот ден, во кијаметскиот ден, во ахиретскиот ден, да веруваш дека постои суд, а тој суд е на судниот ден. И тој е праведен суд на судниот ден. Трето, бил дженнет и вал нар, да веруваш дека на вистина постои дженнет и джехеннем. Постои дженнет, место на уживање за доброчинителите. Место за награда на оној кој се трудел, на оној кој правил сабур, на оној кој избегнувал харам, оној кој поврзувал фамилија, оној кој помагал. Не го очекува дженнет. Да веруваш дека постои джехеннем, кој джехеннем ќе биде место за казна за злостоздрниците, за зулумчарите, за фитнеджиите, за ресепниците, за зулумчарите, дека постои пекол, постои джехеннем за оние кои прават зло. Валбаф, и да бидеш убеден и цврст дека постои оживување на судниот ден. Да постои, да веруваш колку луѓе умреле. Целото тело во гробот станува пепел. Минха халекнакум, ва фиха ноидукум, ва минха нухриджукум таратен ухра. Од земја ве создадовме. Во земја ќе ве вратиме и од земја повторно ќе во живееме. Цело тело човечко во гробот станува пепел. Цело тело. Илля аџбу зембели. Освен малото опаше од арбетниот стол, на крајот има едно мало коскуле. Тоа го земале јапонски научници и го ставиле под голем притисок да го скршат, да го стопат во температура, во притисок, тоа не може да се крши. Вели пегамбер алейхиссалам, кој Аллах ќе нареди на суден ден, ајде сега сите тела да се составите. Значи, вие сте се распаднале. И вика, че создавањето на телото ќе почне тоа аџбу дем, се вика на арапски. Значи, тоа мало арбетен столб како што е, и тоа е во најдолниот дел мало како пршленче. И го научно потврдено. И тоа земјата не може да го јаде. Земјата не може да го гризи, да се пропадне, да се уништи. Ниту со оган, ниту со притисок со да се крши. Е, од тоа толку ситно зрно, повторно телово так, полека, телово ќе се состави. Значи, тоа е оживување. Да веруваш дека еден ден ќе бидеш оживен и ќе одговараш за твои дела. И на крај вели, валбаъфу баъд ал-маут, валхисабу, и да веруваш дека ќе полагаш хесаб. Ќе полагаш хесаб. Овде кога одиш во маркет, земаш, може да земаш ти да фрлаш во количка. Одеме, фрле количка. Ама треба да знаеш дека на влезот или излезот има тамо касиерка или касиер. Се што си земал, мора да платиш. И на дуња се гледаш, јадеш, пиеш, ти вели некој нешто, сакаш да на џума клањаш, сакаш слушаш, сакаш гледаш во таван, никој не ти вели ништо. Ама има ден. Ова се што го правиш, ќе го полагаш.
Дали е паметно, умно да потрошиш во џамија саат време, 2 сати, Рамазан 30 дена, да избегнуваш жадење, пиење, све, и дојдеш на судни ден, немаш никаква награда. Зошто? Зашто не си бил чист, со ниет, не си имал добра намера за Аллах, не си дошол заради Аллах, не си го направил нешто заради Аллах. Вал хисаб, полагање рачун. Аллах знае од сега ми е како ни халот, ама ќе полагаме рачун за да излезе на виделина правдата Аллахова. И затоа се вика Малики јаумиддин. Што значи Малики јаумиддин? Учиш секој пат во намаз, секој намаз, 17 пати само во фарс. Владарот на денот на полагање на сметка, во превод. Значи, ти куче елхамдулила, ти викаш фала на Аллах, Господарот на сите светови, милостивиот се милостив, владарот на денот кога се полага рачун. Што мора се полага рачун? Леглужи вас дисале, не знаат ке терат. Кој по харами, кој по зубуми, кој по лошо. Чекај бе. Дали не се полага рачун? Мора се полага рачун. И мора секој да го добие она што го заслужува. Затоа, блазен оној кој ги има овие 5 работи тешки на вагата и блазен оној кој ги има овие 5 работи убеден во нив, дахал дженне, ќе влезе во дженнет, рекол пејгамбер, саллаллаху таала алейхи васелем. Да веруваш во Аллах, да веруваш во судниот ден, да веруваш во дженнет, во џехеннем, во оживањето по смртта и да веруваш во полагање на рачун. Ако човек, кој било да е, и да е друга вера, ако верува дека ќе умре и дека ќе полага рачун, тој е чесен работник. И да е муслиман, ако не верува во Аллах, не е убеден дека ден ќе полага рачун, тој прави фушарски, тој прави далавери и така натаму и манипулации. Затоа верувај во Аллах и во судни ден ќе одобиеш она што го заслужуваш.